Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Добро вечер или добар ден, а може би добро утро, во зависност дали ја гледате вечерашната премиера или гледате некој од репризите, зашто она што денес оние премиер ќе го гледаат, можат истото да го гледаат во било кое време, 24 часа 7 дена во неделата, на истото тоа место на Курир подкаст. Се разбира и оние кои од овие или оние причини ја пропуштиле премиерата. Како и секогаш во Ништо лично, ексклузивни гости. Денешниот гостин е малку поразличен. Бил и едно и друго и трето, што се вели како може да кажеме, дел од македонската музичка сцена, ама никогаш не станал познат музичар, иако имал обиди тоа да биде некаде на почетоците на својата кариера во младоста. Но затоа пак славата ќе ја донесе и на себе си и особено на Република Македонија по неговото творештво и она што го создаде како антологиски дела, антологиски изданија кои еднаш направени остануваат за навека. Остануваат вечно како некаков споменар или како нешто што ќе остане од кое ќе може да учат и новите поколенија и следните генерации. Новинар, телевизиски водител, бил водител и на радио, човек кој бил и во продукцијските води, се занимавал и со организирање на разноразни манифестации, на разноразни рок фестивали, организирал или бил дел од организацијата на рок концерти, па дури бил и менаџер на одредени музички звезди, некои дури и многу големи, кои замислете дури не се ни рок-н-рол звезди. Но за сето тоа ќе зборуваме малку подосна со него. Она пошто најмногу го познаваат и новите и старите генерации, неговото авторство или неговата хронолошка работа на собирање артефакти и сето тоа документирање во пишување и издавање на првата македонска рок енциклопедија, на македонскиот рок времеплов, на македонското издаваштво, сето на кое е издадено некаде од 60-тите години па до 2019 година, но само винилните изданија, човекот кој ги напиша биографиите на една од најголемите македонски групи, групата Мизар, и биографијата на човекот кој е основоположник на еден цел правец и една цела идеологија во македонската музика, особено во алтернативната, композиторот и изведувач Горан Трајковски. Но да не зборувам многу, му велам добар ден и добре дојде или добро вечер, кој како гледа на Тошо Филиповски, нашиот и ваш денешен гостин. Тоше, добре дојде. Добре те најдо. Благодарам за убавата најава пред се. Па, се надевам дека успеа вака еден омаш од твојата кариера да опфатам, ама има и многу други работи кои треба да се кажат. Велат последните работи во наша работа се први се кажуваат. И јас знам дека на твојот Facebook осамнуваат сите оние работи кои ги правиш или треба да ги правиш во блиска иднина. Ајде да трнеме од ова издаваштвото. Ако последен беше биографијата на Горан Трајковски, кога е во прашање пишувањето на вакви музички хронологии или музички биографии, има ли нешто следно? Па добро, пошто тргнавме од крајот и однос на книгите. Ќе се вратиме и на почетокот. Не, муабетот ми беше друг. Најсвежо е нешто друго работа во моментот, меѓутоа во однос на книгите, да, мојот принцип на работа е истовремено работам на повеќе проекти по однос на пишувањето. Си имам направено еден план до следните 15 на години да сум жив и здрав, што све треба да биде објавено, ставено книга, колку ќе стигнам, и мојот темпо на работа е некаде една книга годишно, би сакал да биде таму, со моменти дека можам и по две да направам во годината. Меѓутоа, инсистирам цело време на поддршка од Министерството за култура. Некоја година ме поддржуваат, некоја не ме поддржуваат. И од 2018 од Македонската рок енциклопедија до сега се 5 книги направени, иако можеш уште неколку да физички да издржам и да направам.
книги, но ете, немав подршка, печатењето и правењето на една вака книга чини сериозно скапо и ако ја немам таа подршка, прво финансиска, не би можел да ги објавам, а второ, некако го имам тој инат во себе, иако веќе после енциклопедијата и некои луѓе кои ја поддржуваат мојата работа се финансиски мокни, ми доаѓаат со предлози дека продолжи да работиш, ние ќе финансираме понатаму. Мецени. Меѓутоа, мојата желба секогаш била зад она што го работам да стои државата, затоа што се работи за дела кои што треба да останат како аменат за државата за некои идни генерации. И значи мојата татковина Македонија сакам да стои со незиниот печат за сите овие изданија. Така да се врзав на некој начин со министерството, со таа поддршка и доколку ја немам, не одам на нов проект. Се надевам дека на овој конкурс ќе добијам, веќе при крај книгата за Суперхикс, биографија, и планот е некаде април-мај да биде готова. И ако се биде во ред или ако, нели, ја добијам таа финансиска поддршка, до крајот на годината некаде декември и биографија за групата Бернис Пропаганда. Така да тие ми се плановите по однос на пишувањето. Сега, ако можам да забележам, повеќе се ориентиран на она што е условно речено поалтернативна сцена или не така комерцијална сцена, иако Суперхикс не дека па и не се толку комерцијални. Но, да речеме, бендови кои многу подолго постојат и од нив, како што биле, не знам, Лепи Сол или Владко Стефановски со како поединец, или не знам, и моја меморија што би рекле и така натаму, ги има ли негде тие во твојата агенда? Ги има, не дека не сакам, значи сега пред да ја пишувам за Мизарија, сакав за Лепи Сол. И ми е многу криво ако прво физички не можам да постигнам се да направам, ја имам некој план голем, ама не зашто овие имаат приоритет на тие? Затоа што се ова мои современици, луѓе кои што ги знам, и буквално кариерите од почеток до крај. Полесно е за креирање и за создавање. Полесно е за креирање и создавање, а не дека не сакам. Лепи Сол ми беше предизвик и особено е многу важно затоа што следната година 2027 се 50 години од 2026 на преминот, со 27 се 50 години од формирањето на Лепи Сол и ќе биде срамота и за оваа држава и за нашата култура ако не се стигне да се направи некаква кои се уште активни Лепи Сол и Владко како поедин и меморија. Владко знам дека работи самиот на своја монографија, автобиографија како да се каже, некој вид. Ја би сакал и за меморија да напишам, значи меморија исто така на некој начин. Како пример, да не биде дека сум пристрасен, ама најмногу ќе ми значи доколку иницирам други луѓе да почнат да го работат исто ова, колку и да зборуваме и да набројаме бендови, мојата главна теза со енциклопедијата е дека ние имаме многу сериозна сцена. За овие 60 години сме создале квалитетни производи кои што треба да останат забележени. Така да мора повеќе луѓе да се вклучат со поддршка на државата, затоа што ова е нешто што изискува многу работа и тотална посветеност. Значи не можеш ти да работиш една работа до 4 сат, па после да занимаваш со нешто друго, нели? Да пишуваш, влегуваш у ова и не излегуваш 6 месеци. Тоа е принципот на работа. Значи живееш живот на луѓе кои што во минатото нешто завале, се обидуваш. Овие на модуливе на месечина, на овие како сега во вселената што да. Така му по 6 месеци. Буквално е така пишување. Значи не можеш од време на време да се навраќаш, влегуваш и нема излегување додека се заврши. Додека не се заврши. Сега ги сакам сите бендови. Да, ова ми е пошто тргнавме од крајот, а ти го кажи и моите почетоци, значи порасна во некој такво андерграунд милје, панкот и сето тоа. Се врати. Ги знам тие работи, сум бил жив сведок и сум ги создавал голем дел и ми е многу полесно да влезам у таква приказна. Не дека не знам за меморија, често си со Перо знаеме да се конфронтираме нели за некои ситници кои што сум ги истражил као факти што нормално луѓето ги забораваат, меѓутоа мојата работа и мојата интенција е секогаш да се обидувам да ги најдам фактите какви што биле низ времето и така да ги учим идните генерации, да се држат до тие факти. Тука нема ништо спорно у сето тоа. И сакам, со задоволство, би бил најсреќен кога за 5 години овде пак би седнале и да речеме имаме 20 книги, се вклучили некои нови генерации да истражуваат.
Мојата поента сега, можеби тоа ќе ти беше некој друго прашање. Значи, моментов кога тргнав со енциклопедијата, кога веќе со години ја подготвував и собирав информации, информациите сега ги имам и многу е полесно за било што да влезеш у некој поединечен проект за одреден бенд или личност и истите, ако не ги употребам јас јавно кажувам и многу пати досега сум кажал, стојат на располагање на сите кои што сакаат да пишуваат, јас сум спремен да ги споделам тие информации. И поентата на она што подоцна ќе зборуваме на тој центар што го најавувам, односно архив, музеј, библиотека е токму тоа. На едно место собрано илјадници, ајде да кажам, милиони артефакти, информации и со голема желба да доаѓаат студенти, средношколци да пишуваат, не знам, семинарски, магистарски, зошто не и докторати за македонската рок музика или воопшто за македонската музика. Тоа е поентата, да се соберат на едно место материјалите и да се овозможи на луѓето да пишуваат, да прават документарци или било што. Така, убав шлагворд за следното прашање, она што е посебно и на твоите профили на Facebook, да речеме, е токму тој рок музеј, односно заедно со архив и со една библиотека, кај што сам спомена би било собрано она што може да се собере од творештво, од артефакти, од фотографии, од видеа, од не знам, разни предмети, се што може да се одржи едно такво. Се интересно е што бараш поддршка од државата не вели не, ама не почнува. Јас сум благодарен за сега, затоа што овој проект барем за да наважи. Да, затоа што во изминатите 16 години немаше ни важи. Сум имал ситуации да разговарам со повеќе министри и работата никогаш не тргнуваше од нулта точка, од минус цело време одеше. Работата сега барем Зоран Љутков, значи актуелниот министер, пројави интерес овој проект, го свати неговата суштина и важност за државата, дека замисли ситуација, ние имаме кинотека која се грижи за визуелно богатство, нели, за филмовите, имаме фолклорни институти за фолклорот, имаме не знам, Национална универзитетска библиотека која што книжевното богатство. За музиката никој не се грижи. За урбаната музика која 6 децении не имал период да се создава. Значи, се создадени екстремно квалитетни дела кои што македонската држава не само што треба да се гордее, него со тие дела можеме да се споредуваме со било кои светски сцени. Значи, можеме што да покажеме. Сега, на сето тоа ние доаѓаме до ситуација во која што нашите млади генерации, па и повозрастни, немаат појма, што е нормално, затоа што медиумите ни се такви какви што се, пишувани не постојат, портали многу малку, исклучиво за музика скоро и да нема, телевизиски емисии се многу ретки и не би сега за нив да зборам, ама и тоа не баш многу квалитетни, да. И младите генерации нема на што да се учат за своето минуто. Ги спомна се пред малку Лепи сол и Меморија. Како да си купат Лепи сол или Меморија издание во Македонија? Не постои начин освен да бараат колекционерски примерок од изданија објавени во 70-тите години или за Меморија. Веќе нема ни продавници за специализирани за носачи на звук. Тоа е друг проблем кој ни се појавува. Првото и второто издание на Меморија зар може да се најдат? Освен колекционери да ги бараат на винил. А како ние ќе образуваме млади генерации и ќе им ставиме до знаење кои се Меморија, Лепи сол, Мизар, Архангел и сето тоа? Тоа во континуитет треба на некои 4-5 години да се реобјавува. Сега, да, тоа се комерцијални производи, да речеме, приватници тоа треба да го прават, ама државата треба да овозможи услови, а кај нас нема ни услови за тоа да се прави. Као приватници колку можеш да постигнеш, зависи од финансиите сега. Да не ја шириме приказната, па имаш други сопки и административни. Книгата се оданочува со 5%, музиката со 18%. Во старт имаш проблем. Значи, не рамноправен однос. И сега ќе се вратам на тоа архивот. Значи, поентата е токму тоа, да се соберат сите тие работи на едно место, за да се овозможи на некој начин процесот на создавање на едно дело, било какво архивско документирање на една историја или лична или генерална на сцената, па гледана од различни аспекти. Значи, затоа и споменав зашто не некој докторат за влијанието на македонската рок сцена на преминот од една држава во друга, општествено-политички контекст на сето тоа. Значи, за социолози, секакви истражувања во светот е тоа веќе нормална работа. Не знам зашто ние би се оградувале од сето тоа. Ние треба да го сочуваме тоа и да го дадеме.
Така. Тоа не покажува историјата и идентитетот каков ни бил, како се развивал. Тоа е идентитетот. Сега да прашам две прашања. Дали тоа би било своевидно Hall of Fame или така наречена куќа на славните, како сакаш, кажи го, кои го имаат разни земји, меѓу другото американците први веројатно. И зошто само рок музиката би влегла, зошто не би влегла, не знам, гајдата и Пецејата Насовски, зошто не би влегла Јонче Христоски, зошто не би влегла Сариевски, значи генерално зборувам за некакви бардови на одредени правци од во Америка имаш и кантри звезди кои се во куќата на славните во тие музеи. Да, ама во Америка знаеш дека има и country rock and roll country hall of fame и сето тоа. Значи пожарови. Да, ние сме мала држава, ама не би сакал ја да ги групирам нештата и баби и жаби на едно место. Со сиот почит према тие бардови што ги споменава. Зашто или пред малку ти го спомена, мислам дека на почетокот во однос на енциклопедијата е рок н рол, а не и да речеме фолк или исклучиво поп. Оставам простор и со задоволство ќе помогнам да се направат и такви енциклопедии и да се направи и таков музеј за еве имаме за Тоше Проески, мора да има и за Бадев, мора да има, значи, или спомен соби или било како, значи да не трупаме се на едно место, ајде карма каша и сега ние го направивме и го имаме. Добро. Уште многу луѓе се многу постручи од мене за поп музиката. Ја тука не се мешам или во однос на фолк музиката. Тука не би се мешал, иако морам да кажам дека мојата пасија за собирање се и се што вклучува и такви работи кои би ги донирал, дал на некој иден таков музеј, проект, архив или било што. И се второто прашање сега, однос извини на Rock and Roll Hall of Fame. Тоа е еден последен производ од тој музеј. Значи музејот како музеј е конципиран, замислен како една стална постановка, просторија кај што ќе се менуваат постановки и домашни и странски, просторија за едукација, сето тоа, а Hall of Fame би била една година, еднаш у годината би било собирање на сите музичари или сите луѓе вклучени во музичката сцена и доделување награди за животно дело. Токму таа америчка приказна што ја кажа. Значи, као ивент, као настан. И тоа, ти добро се сеќаваш, и ми беше драго тоа додека постоеше 12 величествени и не требаше сето тоа да прекине, ние од фелата еднаш у годината да си даваме награди колку и да тоа егоистички звучи. Добро, не си даваме себе, не си даваме се, ама на некој начин ги вреднуваме и ја креваме целата сцена на едно повисоко ниво. Не е тоа underground, него тоа е мейнстрим. Значи, повторно се тргаме на страна од некои нормални работи, Rock and Roll Hall of Fame, Порин во Хрватска, не знам, ајде да не ги именувам сите поред, секоја нормална држава има такви манифестации. Ние имавме први пред сите, ама. Така, сега ситуацијава со музеот ќе биде повторно таква. Значи, 16-17 години ја мантрам оваа идеја, се обидувам да најдам лоби групи кои што ќе стават на знаење на било која власт кој ќе дојде дека ваков проект е нужен не заради сама популаризација на музиката, туку за сочувување на нашето културно богатство. Хрвативе, србиве, словенци беа далеку од таа приказка. Јас сум таков кој што секаде и кој ќе ми повикаат на страна да гостувам, ја кажувам приказнава колку е добра. Еве ги во Сараево се направи ex-Euroc музеј, малку поширок контекст. Словенците веќе прават музеи во една стара напуштена црква дадена на користење и спремаат еден музеј, они на алтернативната сцена, пошто таа на јаката кај нив. Пред некој ден ми се јави сега и треба да се чуеме од Белград басистот на Цвеле на Бајага, он спрема еден сличен проект, се обидуваме некако да се удружиме сите заеднички, да направиме една мрежа, па интернационално да буткаме таа приказка за фондови. И на идеи, на факти, и сега многу зборувам, меѓутоа и ќе се навратам токму на тоа, да, рок би било и го користам ја често тој термин рок, меѓутоа сватено во најширока смисла на зборот и поп рок, и джез, и блуз, и сето тоа што влегува, освен народно, веројатно, меѓутоа цело време го кажувам, тоа ќе биде македонски рок музеј и архив и библиотека. Меѓутоа приказнава ја имам намера да ја проширам. Значи во тој музеј не би бил интересен ако цело време имаше една поставка, ако оние
европски, балкански, па и светски некои патувачки изложби, не се обидеме да ги донесеме тука, нели? Ако во таа библиотека музичка, поставките, така. апсолутно, во таа музичка библиотека не би требало да има само музички книги македонски, како тој кој ќе дојде да прави некои компаративни истражувања, а сакам да привлечам и странски студенти да доаѓаат да пишуваат за Балканот, за Македонија, значи таму ќе има музичка литература и од Балканот и од светот, исто како и музика. Македонското е основното, тоа е депото, кај што ќе се чува, базата, а сето друго ќе биде расширена, приказна, да биде интересна и комуникативна со младите генерации во смисла на истражување од било кој аспект правење. Се сега да те прашам како второ прашање, кажи ми многумина велат, зошто тоа инсистираш да биде во Кочани, а не во Скопје? Скопје е сепак Скопје, нели, голем град, можностите се многу поголеми, поинакви. Некои го врзуваат со твојот локал патриотизам заради потеклото твое, нели, Кочани ти е роден град. Некои други велат, сега тоа се недоврзува со некакви други емотивни моменти, особено по трагедијата во Кочани и така натаму. Каде е вистината? Одма ќе кажам да и мене ми дојде моментов со трагедијата во Кочани многу мачени поврзувањето сега со ситуацијата и затоа цело време го потенцирам оваа приказка, ја туркам 16-17 години и дури ова со случувањето во Кочани малку ја успори до некаде приказнава. Дури еден период не сакав ни да зборувам за таква можност, затоа што знаев дека ќе се обидат да ја свртат приказната сосем поинаку на некоја патетика и носталгија, која што не е таква, не е конкретна приказна. Зошто е Кочани подобро? Зошто е Кочани? Затоа што до кога ќе бидат сите настани, ќе се обидуваме да ги фокусираме само на една место. Мислам, јас живеам цел живот во Скопје, цел живот, ајде од своја 18-та година, тука сум 30 и кусур години, 40 без малку. Сите настани се случуваат. Секој еден граѓанин во Македонија заслужува да добие доза на култура. И конечно треба да направиме таа дисперзија на културата. Има прекрасни институции кои што на времето Тито ги градил низ цела Македонија, домови кои што зјаат празни, настани кои што не се случуваат, а сега со можността и патиштата кои какви такви се добри и пристојни, за Кочани стигуваш за 50 минути. И прво, градот ќе добие можност да се доразвие, значи добива една дополнителна вредност. Второ, сите можеме да излеземе надвор од Скопје. Скопје е пренатрупано и колку и да звучи банално, ама и со настани, и со објекти, и со простори. Веројатно е и добра идеја за малку подигање и на моралот на Кочани после трагедијата, ама и за развој полека и на туризмот кој би доаѓал. Апсолутно, и на целиот тој регион. Значи туристи од надвор, од странство и од апсолутно, ја цело време ја кажувам како подкрепа на оваа моја теза за музеј, па не секој турист што доаѓа е заљубеник во фолклорот. Значи, младите генерации туристи што доаѓаат растеле на како се вика, на Стоунси, на Битласи, на не знам, и кога доаѓа овде би сакал да види. И на Цеца и Аца Лукац кој што гледаш. Добро, не, ама еве зборам за овие странскиве туристи, не сите, значи тоа сум го доживеал со дуќанот кој што ги има во МКЦ, полно пати доаѓаат странци туристи, бараат музика и сакат да посетат и некое урбано место, значи бараат урбана култура и урбано место за посетување, за слушање на она што се создавало во Македонија. Не сите бараат танец за да го гледаат, некој ќе бара нешто друго. И тоа е така. Ја минатата година бев летово, правев таа америчка турнеја предавања пред нашите низ Америка, бев нормално да го поставам и Rock and Roll Hall of Fame, да остварам некои контакти, врие од туристи, значи тоа само по себе е туристички интересно. Магнет. И тоа добро поврзано еден таков простор со, како се вика, сега имаме и Министерство за култура и туризам, додучи се вика, ама со тие заедници за привлекување на туристи или проекти што имаат, тоа само по себе си носи, а патот е добар за 50 минути. Кога очекуваш да тргне работа? Па ја би сакал следната година да тргне во најмала рака да го започнеме архивот и музичката библиотека, затоа што тоа ќе отвори. Простор има, рече дека просторот има. Тие 200 квадрати од прилика на првата тераса на Домот Центарот за култура во Кочани се слободни. Ти кажувам, скоро и да нема дом у државата кој што не е 80% слободен.
за да се случи. И тие сите треба да ги заживееме ние тие простори за да може да децентрализираме, можеби, еве по примерот на Словенија. Сите домови или Хрватска функционираат, работат 24/7, што би рекол се отворени и активни со содржини. Ние некако не наоѓаме. Ние у наводници Министерство за култура затоа што во најголем дел на тие домови тие Добро, и локалните заедници. Дел се центри за култура под Министерство, дел се под градовите. Да, и треба да се мотивираат тие луѓе. На крај можеби е минимална тој ефект на запирање на иселувањето, ама јас сметам дека 5 луѓе на тој начин да нема да се иселат, да останат да живеат во своите средини затоа што ќе најдете ќар, затоа што но и за ширење на културата и за од себе доаѓам пред 40 години, од себе поаѓам пред 40 години од Кочани дојдов во Скопје, ајде прво да студиите, али не се вратив назад затоа што начинот на живот овде во Скопје по однос на култура и восприемање на културата и културни настани не ми го нудише Кочани. Значи, ако останеше една држава, можеби у Белград, Загреб, некаде ќе сум отишол, меѓутоа Скопје ми нудеше услови да останам, да следам настани културниот секако вид и тоа го сакам. Ја верувам дека такви деца и сега има. Се осеќа во Кочани, во Гевгелија, не знам, во Прилеп, нема настани, не се случува ништо, што да бара да остане во тој роден град. Добро. Кога би имало, сметам дека некој или моментов на запослување во некакви такви домови на култура за да се вклучи во активно во креирање на културниот живот, би исто било придонес за намалување на иселувањето. Да се вратиме на самите почетоци. Додека беше во Кочани, ти влезе рок-н-ролот под како се или под кожа или во жилите, како на сите нас. Почна да свириш во некој бендови, но никогаш музичар не стана. Зошто? Па не знам, веројатно што свираш? Веднаш не сум ни свирил, не знам да свирам. Пејач ли беше? Да, пејач и тоа беше еден мој проект со другари и тоа беше пионерски хардкор бенд во Македонија. Значи, небитно жарот. 86-та, па ја тогаш уште 82-3 навлегов во тие панк води како релативно млад. И се на млади кои ќе ми објаснуваш дека тогаш со писма се допишувавме. Ако умре панкот, ти панкер стана. Се допишувавме, ама тогаш се развиваше таа, затоа кажав хардкор сцена, почетокот на 80-те тој жанр стана доминантен во светот и ја влегов директно у таа приказка у светски рамки и започна веднаш со комуникација на просторите на Југославија и во Европа со разменување на писма, на фанзини, правење директно започнав да се вклучив као активист на сцената, што би се рекло, и 86-та направив бенд со другари, ама тоа траеше кратко. 1-2 концерти и толку беше сето тоа, неколку демо снимки направивме кои што се неквалитетни и видов дека тоа нешто што не ми интересира, нешто посебно. Повеќе ми интересираше тој do it yourself принцип, ама да бидам покреативен и да зависи само од мене, не од повеќе луѓе кои што не можеш да ги... Од кога дојде во Скопје беше и правеше сама, и соработуваше во разноразни, од фанзини па до разноразни печатени медиуми кои тогаш ја третира музиката. Мислиш ли дека од денешен аспект, од денешен аго гледано, тогаш не беа доволно сериозно сватени, а денес и тоа како недостасуваат? Да, апсолутно така и јас во тој правец размислувам. Значи, ако тогаш се буневме против медиумите кои што, телевизиски емисии кои што пуштаа поп музика, нели, ни смета, мене ми смета, сум се бунел, часописи или дневни вестници кои пишуваат за музика која што не ми интересира, се буниш, сето тоа, музиката која што се снимаше, бендовите кои што снима у македонска телевизија издава и се тоа, па не ми се сија, па можело и поинаку да биде. Од денешен аспект гледа, дај Боже да има и такви емисии и медиуми, затоа што сценава, ако кажам, ќе претерам, можеби, ама ние зборуваме цело време за музика сега, не зборуваме за сцена. Ако почнеме да зборуваме за сцена, многу фалинки ќе најдеме и ќе констатираме дека сцена ние не имаме. Сцената не ја чинат само бендовите и музичарите. Сцената ја чинат квалитетни медиуми кои што во одреден барем 10 годишен период со програма ќе континуирано поддржуваат таа сцена и таа сцена може да порасне. Сада не се прешалтуваме на муабетите за Цеца, зашто Цеца или такви успеваат тука у Македонија, а зашто нашиве не успеваат и никој не ги знае. Значи тоа е континуирана работа со сериозна поддршка на медиумите од било кој ков медиуми, и печатени, и пишувани, и видео, и сето тоа. Кога сме кај медиумите,
Така да, мислиш? 90 бев среќен што бев дел од таа сцена, а сега жалам за неа, иако тогаш не бев задоволен од неа, сега жалам затоа што ни таква не јаме, се уназадивме. Беше и радиоводител на неколку битни радија, меѓу кои веројатно 103 е од Равел до 103, што би рекле, добро. Равел беше на крајот, па. На крајот Кусо. Ама генерално и како радиоводител едно време беше на телевизија, имаше една од за мене култните емисии и жал ми е што такви повеќе нема никакви или речи си никакви, а такви воопшто. Тоа е досие. Кај повеќе се наоѓаше себе си, на радио или пред камерите? И тие ми биле драги. Не знам, не можам да дефинирам, телевизијата си има своја убавина, радиото си има своја убавина, ама од денешен аспект ни едното ни другото не ми недостасуваат. Кога капирам она што сум го работел... Не остана во медиумите, тоа сакам да кажам. Не останав така сплет на околности, ама не продолжи ни една телевизија, ни едно радио. Со оглед на 40 години дека се занимавам сватив дека после одреден период некои работи ми стануваат досадни, односно сум среќен кога некој друг ќе ги преземе работите и ќе ги тера понатаму повеќе им се посвети. Јас сакам да ги истражувам сите можни варијанти кои за создавање на една сцена не се како се вика, инфраструктурно поставени. Значи, и пишувањето, кој ќе приметам еден убав ден и се надевам брзо ќе биде дека се појавува некоја генерација која што ќе започне да пишува биографии, ќе се повлечам и ова, ќе се посветам на нешто друго. Јас знам генерацијата, знаеш како се вика? Вештачка интелигенција. Дај Боже и тоа да би јас само сакам да има што повеќе вакви пишени документи. Тешко дека некој во Македонија ќе продолжи. Однос на медиумите има в некои ситуации у кои што често преку социјалните мрежи се бунтува против постоечките, особено јавниот сервис, зашто нема емисии, нема поддршка, па можеби и можев да дојдам до ситуација да започнам некоја емисија, ама на крај ја на свои 50 и кусур години да започнам емисија да зборувам за деца од бендови од 18-15 години, сметам дека не е фер таква популарна емисија на дневна основа или на неделна која би дело. Друго е вака која зборуваме за историјата, тоа сум спремен, меѓутоа сметам дека нивната генерација треба да изроди нивни водители, нивни идоли, нивни телефаци, радио, апсолутно. Самите треба да се изборат за таков простор на медиумите, не да очекуваат постарава генерација да им понуди простор. Ама во наше време немаше турски серии и дебатни емисии на телевизија. Нема, затоа што ако се сеќаш се пак ќе се навратиме на претходното прашање. Да, ние водевме можеби битка јавна, заборев 12 величини, како се викаше емисијата? Шоуто мора да продолжи. Значи често знаевме да ја преку досие шоуто мора да продолжи. Џабир имаше некоја емисија на А1, мислам дека музичка, underground или whatever, имаше 3-4 емисии на телевизиите за музика, не ми се свиѓа шоуто мора да продолжи, има премногу поп, не се свиѓа, има премногу underground, ама комуницираш на ниво логини, трендо, ама имаш простор зафатен кој што веќе зборуваме за квалитет и за вкусови, ми се свиѓа, не ми се свиѓа. Сега дозволија генерациите, нема што да ти се свиѓа, нема што да се прифаќаш се, затоа нема што да не ти се допаѓа. Затоа сметам дека помладите генерации треба да преземат работата и да се својата генерација да се ја пласираат на медиумите, да ја освојат просторите. Тогаш ќе има помалку простор за турски серии и за било што друго. Ако чекаат они да ние повозрастниве бараме простор за емисија, нема да биде комуникацијата со нивната генерација добра. Мислиш дека некој клинец може да му тропне на Емил Стојменов или на Зинго или кај Мирчев или кај кој дае на врата и да му каже: види, ја имам проект, дај тргни тоа турските серии, земи ме мене. Мислам дека е невозможна мисија. Мислам, ама ја мислам дека е не дека е невозможно, се е возможно. И мислам дека оној прв момент кога некој од тие медиуми ќе се осмели телевизиски да направи таква емисија, ќе го биде и бенефитот од сето тоа. Имаме сериозна. Ама нивниот бенефит е само тој финансиски на први. Тој финансиски, ама види, колку и да се приватни тие медиуми, мора да постои некоја општествена одговорност, нели? На што ја воспитуваме ние нашата младина? На турското робство, на љубовта. Знаеш како велат, ете ти го МТВ. МТВ, точно, секогаш моите стрели се прво тамо насочени. Ама МТВ е јавен сервис и тој има должност. А овие немаат должност, а имаат општествена одговорност. Сега, не може да ми зборат за македонштина преку телевизиските емисии, за нашиот идентитет, не го даваме. А што ти си како медиум направил да не го дадеме?
Како сме го заштителе? Мислиш дека има грижа на совест, не би рекол. Види, веројатно затоа не се предам, затоа што мислам дека ќе се појават еднаш ќе проработи. Еднаш револуција мора да ќе им проработи совеста, да ја не зборам за 24 часа со рок н рол, ама дури веќе не ни зборам за иако збореме за конкретни емисии, тоа е дното, како да кажам, основата за некаква култура. Ние сме далеку од, да речеме, Хрватска или Србија, кај што ти имаш во целата програма колку трае 24 часа измеѓу емисии, а тоа го имавме у 90-ти и на МТВ и на приватниве. Не прайм тајмот, зборувам за пополнување на празнинскиот простор помеѓу две емисии со македонска музика, значи имаш спотови повеќе никој не пушта. А не знам зошто. Не знам зошто. Стварно не. Заради ЗАМП и авторските права. А зашто секако они плаќаат на ЗАМП? Да, ама некој паушал, а вака или не плаќаат, не знам. И кај е тука патриотизмот и македонштината? Во банка. Тука е да, мораме да бидеме сурови, тоа е суровата реалност, ама никогаш нема да се помирам со тоа. Не можам, еве, дури ќе спомнам, имаме едно прекрасно радио, ајде да не го спомнувам името, музички ми се сиѓа музиката која што ја пуштаат, 80 години, едно од ретките, рок н рол кои пуштаат, ама нема ни една македонска песна не се пушта. А цело време се зборува за македонскиот патриотизам, за културниот, за македонскиот идентитет и се тоа. Каде е тука? Како го сочувуваме? Како се грижиме за него? Добро, ти е прашањето, ја го знам и радиото, ама одговорот лежи кај... Да, ама ја често сум го исто... Некој кој го финансира, веројатно. Јавно му го поставам прашањето. Кој минус би добили? Ја не го знам, минусот прво не можам да го сватам. За таа игноранција. Значи, кој е одговорот? Ако меѓу два светски, не мора да се хита, две светски познати песни од 80-тите, 90-тите, кои да се, пуштам една македонска, ќе ја сменат радиостаницата. Ете тоа им е одговорот. Да, ама тоа е гледано на... Ќе отидат на, не знам, на друго радио попопуларно или така. Не. Ама сега збориме, предпоставам дека и радиостаниците, како и телевизиските, имаат како се вика, стратегија за развој. Тоа не се прави со едно пуштање и сега готово, не го вратјам. Значи, направи стратегија и започнија таа приказна за популаризација на македонската музика, ќе се врати со многу голем ефект. И после ќе немаме ситуација у кои што ние напаѓаме се ова што ни се случува особено од Србија што доаѓаат изведувачи, како е срамота толку луѓе доаѓаат, при тоа ништо не правиме конкретно. Ништо не правиме. Значи голем дел од медиумите, тие истите медиуми кои што не пуштаат македонска музика, напаѓаат зашто ни се случуваат вакви настани. Мислиш дека е тајната на тоа што ние еднаш не може изведувач група пеач се едно артист не може да го помине Табановце, дека е тајната во медиумите или базата лежи во нашите да излезат. Да. Не. Тоа е па друг сегмент кој што сите западни земји и балканските веќе го има, тоа е експорт биро сега така се вика, кој што секоја држава го има и кој што се обидуваат доминантно да испорача својата култура надвор, значи да се наметне. Зашто ние не испорачуваме, а немаме како се вели некаква, да не речам цензура, ама начин на самозаштита на сопствената. Па начинот на самозаштита треба нашата држава да го направи, ама еден од моментите е токму овој. Овозможување што повеќе доминација на македонската музика на медиумите. Значи, ние сега зборуваме, секој сабајле на портали или било каде ќе видиш како Цеца се денес видов некој рилс или како се појава, како Цеца сабајле се облекла, а при тоа немаш информација каде и што работи сега, што спрема Перо со меморија. Или Перо треба да си ги прави сам рекламите на Facebook статусите, а никој не се заинтересира за да објави таква информација и да не зборам мал милион. Впрочем, една од книгите кои што ги напишав македонски рок времеплов е токму тоа. Секој ден наместо да ме замараат, можат новинарите кои што имаат емисија во утринска, отвори што денес кој од македонската музика направил нешто на денешен ден низ историјата. Ние премногу се замараме, а у однос на испораката па на нашата култура надвор, тоа е и ствар на државата, и ствар на како се викаат продуцентите, односно менаџментот. Значи, ама тоа е па нов муабет да седнеме да разговараме цела емисија што се чини една сцена, дали ќе нас развиена таа сцена, дали ние имаме менаџмент. Значи, ако зборуваме за најблиските Хрватска па и Србија, значи бендот се зима од мал, се гради голем.
при сите статуси, по пат, прес клипинзи, прес материјали, праење, застапување кај медиумите, презентација. Овде никој мал бенд не зима или еден... Ама етен на ниско ниво сме. Етен, затоа за сцена избегавам да зборувам, затоа што сцена не стане голем, тогаш го зима. Па тоа не е приказнава. А тогаш најчесто и не им требаат. Тогаш не е приказнава, не успеаме. Значи, ние правиме, са паралела морам да правам, вложуваме средства и е за поздравување во промоција на филмската култура. Значи, имаш европски фестивали кои што државата спонзорира и филмови и одење на екипи, прават штандови и сето тоа. Тоа е слично и со книжевноста, нели, сајмот во Франкфурт за книжевност, државата го поддржува. За музика јок. Добро, имаме и овде сајм на книгата. Ама не, за извоз на музиката. Каде? Каде? Значи има све, ако е Берлин филмски фестивал е огромен и значаен, сето тоа, фестивалите музички, Роксилде, не знам, се страшно голема популарност ако некој наш бенд се појави таму. Со таква културна дипломатија, лобирање и сето тоа, имаше едно време може да се постигне. Одеа во Монте Карло или каде веќе беше, не во Монтре, извини, ама Тоа е веќе државна стратегија. Ако сакаме да популаризираме нашата музика надвор, за да утре правиме и exchange, значи ние носиме, зборам сега и за ниско ниво, носиме српски, хрватски, бугарски, какви и да не бендови кои настапуваат во Македонија, значи од најниско до највисоко ниво, ние или менеджментот не прави exchange процес. Значи, окей, ја ќе донесам 5 српски бенда, пошто тоа са комуникацијата на ниво на продуцент или менеджер со менеджер, нели? Ја ќе ти донесам 3 бенда у Македонија на разни настапи, ама дај сега прими и ти 2 бенда макар македонски таму. Современо имаше тие размени Скопје, Ниш, Скопје, Сараево, Скопје, Београд и така. А сега да не се навраќаме, ти подобро ги знаеш тие 80 да. Младинскиот тогаш дом на млади сегаш МКЦ. Умре и функционираше и тогаш знаеа, значи со право ова перо, са цело време да не ми се љути го имаме узбор, ама со право на меморија на прво место, не на Белград, затоа што постоеше таа размена, ги интересираше, постои и луѓе во Македонија кои што редовно испраќаа информации, колку толку и знаеа, значи на Балканов, сега давав пред некој ден интервју за N1 белградската телевизија, ги интересира што се случува во Македонија, не дека не, ама држава не прави ништо, продуцентиве исто менаџериве, за да таа музика биде подостапна таму кај нив. А и ние овде не си правиме за да може со денешниве медиуми, значи ти го спомнав, не знам во емисијата, ние немаме музички портал, ни еден. Значи имаат Хрвативе равно од нас, Срби имаат поп, како и да се вика таму, поп бокс. 10 на 15 секоја држава има ни еден музички. Има некој, ама сега нивото е друга прика. Добро, ајде и да грешам. И сега кога бев во Америка, што ми случуваше, ги држам ја предавањата пред нашите иселеници и они знаат до моментот додека се иселиле. За македонска музика вика не знаеме како да се информираме. Од каде? Од каде освен по приватна основа? Така. Тоа се многу работи што не ги имаме и не одат во прилог за тоа да зборуваме за музичка сцена. Ние зборуваме за многу бендови квалитетни кои што добиваат заслужени признанија, кои ќе успеат да се покажат, ама не и за државна стратегија за сочувување или развој на македонската, сега општо ќе збориме, нема да кажам рок, него за општата македонската музика. Тоа истиот проблем и со поп музиката и со фолкот, па да речеме и со било што. Така. Долги години живееше и се уште од издаваштвото, имаше Корпус Деликти собствена продукцијска куќа и издавач и продавач, ако можам да речам така, дистрибутер на разноразни изданија. Ама ако се навратиме низ години па дојде на денешен ден, и оние кои беа големи продавници за музика, полека ги снемува, да не речем, денес да посака човек да купи издание, нема кај да го купи. Што се случува на тоа поле со дистрибутерите, со издавачите, со продавачите на музика? Нема више бутик за музика. Па еве, на крај ќе испадне муабетот кој ќе го конкретизираме и финализираме дека се врти кај нас, кога не се работите постојано кој што треба, се врти во круг. Зашто умира? Зашто умираат? Еве, една од причините ја кажав. Книжевноста, литературата, ако сеќаваш ова се случи некаде пред 15-20 години, не знам точно, кога се појави нели интернет, компјутери и сето тоа, дигитални книги, електронски, наеднаш и дневните вестници ги снема, почна помалку да се печати и беше во опасност да се изгуби пишаниот збор. Книгите
која беа на комерцијал. Инвестициите речи си изгубија. Да, ама книгите кои останаа на комерцијална основа и тие ќе се изгубеа. Една паметна стратегија направија Министерството по однос на издаваштвото, отворија посебна програма во Министерството за култура за финансиска субвенционирање на еден период беше со откуп на книги и сега функционира со годишни конкурси, субвенции. Никнуваат и како се вели книжарици за како апсолутно печурки. како печурки. Сега и со намалување тогаш го намалија данокот не знам колку беше на 5%. И после 15 години, значи со една стратегија паметна, имаме и македонска книжевност, не само преводи, имаме книжарници колку сакаш, имаме релативно развиена издавачка и читачка култура во Македонија. Значи, збориме за читачка култура. Со музиката не е така. Со музиката во Министерство за култура не постои не посебна програма, не постои воопшто поддршка за издавање на музички CD-а или музички носачи на звук, така да говорот во последните 2-3 години не се сочува. Државата не субвенционира да се сочува говорот, македонскиот говор. Книга, пишуваниот говор, да, пишуваниот збор, да, говорот не се сочува, не се субвенционира. И ако така продолжи, а сега работата е оставена само на неколку ентузијасти, значи јас издавам веќе 22-3 плочи направив, уште неколку луѓе поединечно за своји бендови самите си издаваат и тоа е тоа. Поведено од принципот 18-5% немање субвенција, не ми се исплати на луѓево да држат музички продавници. Премногу е скапо сето тоа. Значи, потребно е повторно интервенирање на државата со донесување на соодветни закони, за да се овозможи и тие, пошто и зад книжарниците стојат некои луѓе со други професии и бизнисмени кои што можат да си го дозволат финансирање у македонска култура, у пишуван збор, а да при тоа не им се сериозно одразува на финансискиот дел буџет кој што го фактички доаѓаме до ситуација на самоиздржливост. Дел субвенција од државата, дел од продажбата и книгата сама по себе ќе се покрие. Нема ќарама, нема зијан. Нема зијан. Со музиката не е така. Дури создавањето на музика, ти си бил музичар, чини многу повеќе од пишувањето на книга. Значи мораш да инвестираш во опрема, во студио, сето тоа. И на крај објавување на CD и немаш кај да го продаваш. Немаш дуќени ти одоночено со 18%. Кога сме кај дуќаните и продажбата и издаваштвото. До овие години беше стационирано МКЦ во Младинскиот културен центар и најднаш дојде до, како се вели тоа, конфликт помеѓу тебе и новиот директор Бени Шакири, кој е музичар и веројатно треба да ги разбира работите. До кај работат и што се случуваше? Па ништо, еве, 2 години се направија, Бени не дозволува да проработи дуќанот. Причините ги тој самиот знае зошто така, а муабетот е последен од пред почетокот на годината јануари беше кога решив дека гледам дека не бива да си седнале разговарале да си ги земам стварите од дуќанот, тој рече дека не, во интерес на МКЦ е дуќанот да работи, еве го дојде декември, дуќанот уште не работи. Инаку тоа не е мој дуќан, и тоа на почетокот тука беше можеби малку конфликтот со него. Тој не свати веднаш кога дојде за директор дека тоа не е мој дуќан, дека тоа е дуќан на МКЦ и простор на МКЦ, кај што робата која што јас, а еден од десетината што продаваат таму, МКЦ се зима процент од продажбата. Тоа е тоа. Значи и книгите што се продаваат и други некои мерчандајз ствари, МКЦ зима процент од сето тоа и така функционира. Значи ниту сум запослен таму, нити ништо. Твоите собствени книги од твоите. Да, апсолутно. Ти имаше муабети дека тоа што си го форсира своето и на црно тоа го прави за да не остави дел за МКЦ кој му е загарантиран. Не, апсолутно, еве. Стојат, ја за жал морав да се доведам во ситуација и неплатени сметки да морам на суд да одам за да ми бидат платени, токму на такви фактури кои што ги доставувам секои 3 месеци што е продадено, 3 месечие да ми се исплати. И таму мојата роба беа книгите мои, значи овие што ги пишувам и грамофонските плочи. Другото останато се на други луѓе кои што низ принцип си имаат договори и тоа. Ниту сум запослен таму и тука Бени на почеток не го свати сето тоа, а после веќе работите тргнаа натаму денес, утре, задутре и нема ништо лично што би рекле. Па ја немам лично ништо со него. Ја немам у принцип ништо, ако он има нешто со мене, тоа е друг проблем. За ти викам, не, првиот конфликт токму таму настана, затоа што мислеше дека тоа е мој дуќан, ќе испитам ја под кои услови ти ја даден. Викам, Бени, прочитај договорот, пишу, не е мој, тоа е твој. И сето овие 2 години кои што МКЦ го нема, ја нема апотека, фактички си крати од колку толку штета на
оние кои сакаат да купат книга, плоча, што и да е. Така да не се па и тоа штета големи, твоја. не се големи приходи, меѓутоа капнуваше по нешто за МКЦ, значи 20-30% зависи од изданијава, 5% зависи од што како МКЦ си добиваше за користење на простор. Добро. И за жал се надевам дека ете, со Бени не успеавме, ама се надевам дека 2 години поминаа дека или ако тој остане или ако некој друг нов дојде дека конечно тоа ќе се разреши затоа што пред се и да не бидам таму, значи и тоа веќе со продажбата на плочи не е нешто што премногу ме интересира. Се фокусирам на ова, на музеов и на издаваштвото најмногу, значи тој простор е плаче за таа функција само може да има. Значи место кај што луѓето и наши домашни тука љубеници на музиката, ама и странци многу доаѓаат, ќе можат да си купат нешто, да се напијат кафенце ово она и да си купат македонски производ. Значи интенцијата беше токму тоа. Так. И тоа мора да заживее таму. Беше едно време и промотер, да не речам менаџер или човек кој се бави со продуцентска дејност, сам или во соработка со разноразни продукции, како, не знам, Lithium Records и така натаму. И во тоа не остана долго. Па повторно, онаму кај што ќе осетам дека сум дал или доволно, или дека нешто не можам Или премногу те да возвратиле? Не, или премногу не можам да дадам, значи си знам од прилика капацитетите, значи сум правил од 91 кој прв концерт сум го направил веројатно 91 мислам дека беше, до 2009 сум правил многу такви андерграунд концерти, ама никогаш не цело време сум губел средства и само од љубов сум го правил, не сум се наоѓал. Оној момент кога започнав со нешто друго да занимавам, сметав дека тоа можам да го оставам на помладиве, нека го прават, ја веќе немам сили. Така да и со менаџментот укапирав дека еден период работев и со Логин, ја додека работев во мултимедија невладина организација, заедно со Lithium го правевме Аларм, ама ние се повлековме многу брзо после првиот затоа што тоа не ни беше на мултимедија основна дејност. Еден период подоцна работев и во Lithium, ама и таму не се пронајдов, веројатно не е тоа за мене, менеджмент или ништо. Она што ти го споменуваш уствари, па со Кочани оркестар и со Наат, беше сосем случајно на пријателска база, затоа што Наат е од Кочани и пријател, мој цел живот се знаеме, и во тие некои моменти околу 2000-те имав доста комуникации со странство и се обидов да ги искористам за да им организирам, не знам, 10 на 15 концерти за да прошетаме низ Европа. Они беа големо име, мене ми треба, мојата задача беше технички да не се замараат со тие технички детали, договори и такви работи. Инаку Наат Велиов и Кочани оркестар се име само по себе едно од најголемите во Македонија. И апропо на еден од не морам да кажам. Да, едно од претходните прашања исто него дозавршив. Значи, Центарот за култура во Кочани, да ќе биде тоа за музеј за рок н рол, меѓутоа тој има огромен простор неискористен се уште и таму е замислено да има простори за Наат Велиов, ајде Канго ќе влезе во рок н рол, за Наат Велиов, односно за Кочани оркестар посебен простор, некоја собичка има простор, ама уште поважното, не знам дали си бил во Кочани домот, знаеш кај е лоциран во градскиот парк. Кафичот, кафаната која што гледа директно во влез од домата. Кафаната е куќата во која што е роден Стево Теодосиевски. И кој што гледа директно и кој што нема, значи нити Есма нити Стева немаат свој простор. Таму барем има, ама ете се случи што се грижиме за се и заслужува Стево во најмала рака да има свој простор во тој центар за културата, ако не и целиот парк да се нарекува Стево Теодосиевски, пошто неговата куќа е во паркот. Така. Сосема за крај. Сакам да те прашам како гледаш на ситуацијата, Кочани го спомнуваме цело време. Има ли шанси со овој твој проект, со некакви други проекти, болно е и мачно, не знам дека е веројатно најголемата трагедија, поголема не спомнам. Не само во бројка, туку млади животи, познати артисти и така натаму, да загубиме. Мислиш ли дека Кочани има шанса да од оваа состојба која, да не речам, живее на парати, да се врати во нормала? И колку време му треба? Јас верувам дека има. Значи јас, моите родители и на супругата живеат таму се во години, скоро безмалку секој трети, четврти ден сум таму да ги гледам и јас знам ситуацијата. Не сум споменал, ја излегов од пожарот 5 минути пред да се случи уствари пожарот, бев у дискотеката да се видам со Панчо, си мавнавме рака, идам ја на цигара, се случи што случи, јас тргнав на кај дома и се случи пожарот.
не се ја знам ситуацијата, ги знам луѓето, мои пријатели останаа внатре во пожарот, деца на мои пријатели, некои починаа, некои се повредени. Ја знам ситуацијата. Ова со проектот сериозно може да помогне. Ја за жал сега морам да го споменувам тој пожар и таа трагедија многу често, меѓутоа уште пред тоа заприметив, бидејќи сум често, затоа го кажав таму, заприметив една млада генерација која што после долги години се појавува во Кочани, кои што ја преферираат културата на малку поинаков начин. Иако самото Кочани 35 години е систематски уништувано по однос на културата. Значи тој дом постои таму физички, не квалитетно работи, односно не нуди креативни содржини за младите. И осетив една млада генерација на деца, што е многу посладко и убаво, девојчиња, кои што одат, ги напуштаат традиционалните школи музички за клавир, за ова, одат во новоотворени школи за учење на гитара и создаваат бендови. За жал една од тие девојчиња бубњарка почина во пожарот. Меѓутоа го осетив уште пред тоа таа ситуација, некој наплив на млада генерација која што сака културно нешто да смени во градот. Едни од тие кои што произлегува се Корка, еден совршено креативен и добар бенд кој што допрва се појавува, има 20 на години децата, можеби не ни толку, грешам. Не е битно. Значи, и сега сакам да го искористам, во наводници искористам тој корпус на енергија кој што постои со еден ваков проект кој што изискува исто потреба на многу луѓе да бидат вклучени во него, затоа што многу од сегментите се едукативни, промотивни. Така, морате само да те прашам. Мислиш дека Сапорт Кочани кој помогна многу како не знам веќе дали невладини институции како веќе го третираат формално технички, би можел да биде support of culture of Кочани. Јас се надевам, види, бидејќи сум од таму, јас цело имаш ли некаква имам ја конекција и со луѓе, повторно ќе се навратам на тоа, верувам во луѓето што ги знам во Кочани, во луѓето, значи повторно да не ме свати некој погрешно, државата мора да биде поддршка на сето ова, основата, а понатаму развивањето на центарот како туристички, на музеот како туристички центар или како место кое што едукативен центар, кај што ќе обединува повеќе фрагменти на културата, зависи директно и од кочанчани и од кочанската самоуправа и од бизнисмените од Кочани. За нивните деца, сето тоа е правенствено, а потоа и за цела Македонија, нели? И се верувам дека таквите, а ги познавам многу кои што имаат своји развиени приватни бизниси, би нашле интерес да поддржат таа приказна на едно подолго ниво. Значи, нивните деца ќе останат, нивните вработени од бизнисите ќе сакаат да останат. Значи, тој центар не го сваќајте дека ќе биде окупиран само со музеот. Значи, огромен физички простор е тоа. Тука имаш кино во него, имаш театар, имаш се. Културата може да се врати во Кочани, а културата и при тоа со сите тие претпоставени туристи што би доаѓале со тој рок-н-рол Hall of Fame настан, ќе го заживее децата. За жал тие починатите не знам како да кажам како можат да заживее таа болка, ќе трае, нели, ќе ни вечно. Меѓутоа они повредените кои што се повеќе од 200 на број, тие мора да се вклучат во тековниот живот. Мора културата е еден од веројатно првите начини и најосновни кои што може да ги залечи тие болки, и комуникацијата, дружењето и активизмот. Сапорт Кочани нуди, и мислам дека има и некои други сега организации такви, активизам, вклучување во јавниот културен и општествен живот во Кочани. Значи, не сме да ги тргнеме на страна тие деца. Тие мора напротив, таа енергија која што има и пред пожарот да извадат креативна енергија, да извадат на виделина и тоа да биде носечкиот дух на обединување и на создавање една нова додадена вредност на градот, кој што и онака ја немаше таа додадена вредност, а со трагедија сето тоа е паднато на минус 10. Мислам, стварно е тешко да се шеташ денес низ Кочани со сите тие и спомени, и слики, и транспаренти кои што стојат низ градот. Мачна е ситуацијата. Мачна. Тошо Филиповски, ти благодарам што беше гостин, но ништо лично. Ти посакувам проектот со музеот, архивот и сето останато да успее. Посакувам Кочани повторно да биде град на среќата и насмевки, а не град на тагата. Посакувам уште многу нови изданија, да ја пишуваш македонската рок-н-рол историја и конечно ти посакувам сите идеи кои ги имаш во главата, барем ако не сите, повеќето да ти се оствари. Фала ти многу на убавите желби и со задоволство и друг пат би учествувал, затоа што музиката има милион теми за разговарање, домашна,
пребогата е, ја не можам да ја убедам луѓето, пребогата е македонската сцена, еве, не го спомнавме моментов или не се дообјасни со издаваштвото. Значи ние имаме неколку илјади музички изданија во Македонија, кои што стојат расфрлени по приватни архиви, ако некои не исчезнале до денес. Сето тоа треба да стои на едно место. И кој ќе го видиш еден цел зид со македонски, гледаш колку ти била богата културата. Сето тоа. А мене најголемо задоволство ќе ми причини ако на нашето народно видување коментираме за нови издавачи кои се појавиле во Македонија, нови пишувачи на книги, нови промотери, нови менаџери, па и нова стратегија на Министерството за култура за поддршка на македонската музика. Јас лично ти ветувам неколку стотици изданија, што на касети, што на CD, зборувам за македонски изданија, кои сум ги архивирал, собирал, добивал, набавувал низ текот на мојата работа сите овие години, дека ќе ти ги подарам и лично, меѓутоа за тој музеј да ги... Ете, ти благодарам, и ова се последните зборови, не те опоменав на почеток дека сакам многу да зборувам за македонската музика и ќе одзем време, ама и апел до сите останати кои што сочувале дел од таа македонска историја, биле активен член, активен дел од таа македонска музичка сцена на било кој начин, и имаат некакви артефакти, дали музички инструменти, дали облека, сочувана од родителите, од дедоците, на реверс би ја земал, би откупил колку што имам финанси и сето тоа мора да остане сочувано. Тоа е нашата историја и тоа пошто ќе не памтат генерациите. Да не ни се случи ова што нормално таков е животот. Ние сега премногу вложуваме државата, сето тоа во ископување на археолошки локалитети, да не биде после 100 години да ископуваат. Еве најдовме магазин, а не сме го сочувале ние како што треба. Значи да го чуваме, да го вреднуваме и тековното творешто, ама и она минатото. Така. Ти благодарам уште еднаш. А вие, драги мои, мислам дека успеавме да ви доближиме дел од она што е потенцијал, она што се случувало во сите овие изминати години, она што се изданија, она што се идеи кои доправа треба да се реализираат за македонската музика и воопшто македонската рок-н-рол сцена да го добие своето место кое го заслужува, да добие својата куќа на славните, да го добие својот архив, својот музеј и конечно да добиеме место каде што ќе биде спомен на генерациите кои заминуваат, но ќе биде и школа за генерациите кои доаѓаат. Ако го задоволивме вашиот вкус, задоволството и мој на мојот гостин Тошо Филиповски, со вас беше вашиот домаќин Антонио Димитриевски во уште едно издание на Ништо лично, во кое како и секогаш нема да слушате на друго место ништо слично како овде во Ништо лично. Се гледаме за 7 дена со новите гости. Бидете тука и бидете така. Чао.